Бесплатниот автобуски превоз и продолжениот распуст на учениците се дел од решенијата што ги понуди власта за високото ниво на аерозагадувањето. Откако Скопје беше прогласен за најзагаден град во светот, учениците на клупите ќе седнат во среда, а превозот со автобус за Скопје не е бесплатен. Но проблемот никако да се намине. Преземените мерки не се чувствуваат. Граѓаните сметаат дека вака сума се предонесува до загадувањето и дека власта дава минимални напори за да го смири народот. Но само мал дел од граѓаните навистина носеа маски. Дали вие го чувствувате аерозагадувањето? Јас не го чувствувам. Дали ради возраста, дали организмот, не. Дали нешто воопшто онака имате некои здравствени проблеми као резултат, дали сметате, дали вашите блиски можеби? Воопшто ја дури да ви кажам обожавам магла. Па понекогаш, не баш многу често. Како се манифестира тоа? Ништо потешко дишење, штипење на нос, грло. Па го чувствуваме, но никаков ефект нема на нас, ама пак се чувствува, сите го чувствуваат и многу е лошо тоа на градот и сега. На ти кажам искрено, не можам некој да ти го објаснам, ама некој се осеќам потешко на содишењето. Граѓаните се на став дека постојат безброј иновативни идеи кои можат барем привремено да го решат проблемот. Се жалат на болки во градите, но никој не ги слуша. Така, дали сметате дека со тоа што даваат бесплатен автобуски превоз или па продолжен распуст нешто владата прави повеќе околу аерозагадувањето? Нема врска да даваат продолжен распуст колку сакаат и автобуси бесплатни, пак нема да смени ништо, воздухот пак е загаден. Во ред е тоа. Да, помалку автомобили, помалку загадување. Тоа е една од мерките, колку може владата воопшто да постигне тоа поле реално, не знам. Мислам дека со ЈСП ова што го прават, ајде може нешто да биде некој цел за да биде подобро нешто, но него ова све што имаат направено и ова што го имаат затворено Скопје цело, за да не може да дува ветер од една страна на друга, тогаш тоа е најголемиот проблем. Зашто ние знаете дека живееме у котлина и сел воздух, лошиот воздух и тоа што е загадено влегува внатре. Ако порано Скопје беше поотворено, можеше последеше да дува ветерот и да го чисти. Овој момент не може тоа да биде. Не може да промени ништо и да им даде месечно, цел месец да се возат со автобус, па ги гледаш колите се, патиштата се со коли пуно. Не може, ова треба, видиш, кај живееме тука, например, сега камерата може да се сврти да види, нема ни едно дрво тука, нема ни еден дрво, ни еден парк. Властите остануваат глуви за проблемот со загадувањето и го надоместуваат со бескорисни мерки, а граѓаните се жалат дека гушењето не запира. Остануваат надежите на скопјани дека властите ќе им обезбедат безбедно место за живење со почист воздух.